Жан Митрев диагностик Битола е најсовремениот диагностички центар во регионот кој располага со најнова технологија во голем број на области. Таму се извршуваат сите видови на специјалистички и субспецијалистички прегледи. Нас не интересираше ортопедијата. Се сретнавме со доктор Сузана Јанчевска, специјалист ортопед, која што во диагностичкиот центар работи веќе 8 години. Не објасни дека во Жан Митрев диагностик Битола вршат ортопедска диагностика, сите процедури од областа на ортопедијата и мали хируршки интервенции. Од ортопедска гледна страна, овде се работат ортопедски прегледи на дечиња заедно со ехо на кокчиња, се работат сите мали хируршки интервенции, односно се она што може да се сработи со локална анестезија. Исто така се прават преврски на рани, дали да се компликација од хируршки рани или компликација од варикозно проширени вени, значи укуцари, хронични рани кои што луѓето ги имаат многу години. Истовремено се третираат одредени заболувања од типот на артрози или дегенеративни заболувања на зглобови, најчесто станува збор за заболувања на колено. Се вршат апликации на различни видови на лекарства, како во зглоб, така и во некои меки ткива. Од обични препарати, кортикопрепарати до хиалуронски препарати, се она што нас ни е обезбедено преку Жан Митрев клиника во Скопје. Работиме и со популарната PRP терапија или плателетрич плазма или плазма терапија. Тоа е нешто многу биолошко, многу природно за обновување и продолжување на векот на рскавицата. Најчесто се користи кај помлади пациенти, кај пациенти кои што имаат почетни дегенеративни промени на зглобови и кај спортисти. Меѓу другото, освен со мали хируршки интервенции, тука се занимава, мислам, може да се прават услуги и од типот на ехо прегледи на мускулоскелетен систем. Во моментот имаме и рентген апарат, компјутерска томографија, комплетна биохемиска лабораторија, така да прегледот може да биде и комплетен. Проблемите со рбетниот столб се почести кај современиот човек. Доктор Јанчевска вели дека скоро 95% од возрастната популација има некаков деформитет на рбетниот столб. Најчесто почнува во детска возраст и тоа е некако флексибилно, значи коректибилно, ако навреме се постави диагноза и ако навреме се спроведи терапија. Како што расти детето, тој деформитет станува траен и последиците ги осеќа на возраст после 30 година со болки во зглобови, болки во рбет и така натаму. Многу е добро кога се спроведуваат систематските прегледи да ни ги упатат сите течиња кои се сомнителни за деформитет некаков на рбетен столб или за деформитет на стапалца конкретно. А од друга страна, мислам дека и самите родители и наставниците треба да знаат за типот на ранците што треба да ги носат, како да се носат тие ранци, дали со тие ранци е дозволено трчање или не. Современиот начин на живот, за жал, ја намалува активноста на децата. Значи, многу често се користат превозни средства, се користат лифтови наместо да се скачуваат по скали и сето тоа повеќе поголем дел од животот, од дневните активности се во седичка положба пред компјутер, подолго време се поминува во некоја неприродна положба и сето тоа доведува до зголемен број на деформитети на рбетен столб кај деца. Доктор Јанчевска вели дека секое новороденче треба да биде прегледано од ортопед при самото раѓање. Првата наредна контрола кај ортопед е на месец дена, на 3 месеци и на 6, ако е се во ред завршваме тука. После проодување, значи нормално проодување од 12 до 18 месеци возраст, треба да се направи уште еден ортопедски преглед на 3 годишна возраст пред да почне на училиште и тој ортопедски преглед на дечиња опфаќа комплет. Преглед на рбетен столб, преглед на движења во зглобови, преглед на стапалца, за благовремено да се реагира. Специјалистите од Жан Митрев диагностик Битола гарантираат за нивото на услугите кои ги нудат, се со цел, како што велат, да им помогнат на пациентите да се чувствуваат подобро, посигурно и посреќено.